Здраво, ова е 233-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Мен на Алекс Гарланд, во кој станува збор за Харпер Марлоу, глумена од Джеси Бакли, која што оди на одмор во изнајмена оддалечена куќа во руралното местенце Котсон, сама по смртта на незиниот сопруг Джеймс, глумен од Паапа Есиеду. Таму таа се пресретнува со невообичаениот собственик на куќата Џофри, глумен од Рори Кинер, чие што атипично однесување ќе забележиме дека е воочливо кај сите машки ликови на местноста, кои еден по еден почнуваат да ја прогонуваат Харпер. Повеќе од очигледно е дека Харпер нема да има среќа со мажите во незиниот живот, како што можеме да воочиме уште од првиот успорен кадар. Расправијата со сопругот оди до физичка повреда, колизија која создава раздор во универзумот, кај што понираат отелотворени фрустрации на несаканиот сопруг во други телесни облици. Најпрвен согледуваме дека главната тематска одредница на филмот ќе биде соочувањето со траумата и пат низ нејзините стадиуми за помирување и прифаќање на реалноста како таква. Мажот остава неизбришлива трага на совеста на Харпер со која таа ќе мора да се носи. Таа не може да живее со него, тој не може да живее без неа. Сопругот не се согласува на развод и се самоубива, а смртта е грозоморно декоративно експонирана, но реваншистичкиот односот на ројот мажи во селцето кон Харпер не е ни од помош свештеникот кој што доктринарно ја соетува дека требало да му се извини на сопругот кој ја удрил, истиот свештеник кој нема да може да ги скроти неговите разбранувани телесни сласти, сметајќи дека е Одисеј кој е заведен од Кирка или Калипсо. Тие имаат превласт и во доменот на дигиталната сфера. Тунелот од плакатот на филмот е првата фантазмагорична резонанца од природата, кај што ќе забележи Харпер дека нештата не се такви какви што наликуваат. Во местноста дури и црковниот монотеизам и будењето и возобнувањето на природата и породот во паганизмот се во некоја чудна симбиотска врска, доловено со бистите во црквата, за злото да може да се протне низ премените на когнитивната дисонанца во реалноста. Тоа се начела на фолклор елементите, тропи кои Гарланд не се плаши да ги инкорпорира. Од богатата ризница на британските фолк-хорор филмови, многи помешува со значителни секвенции од гротесниот телесен хорор поджанр, ситуационо поставен во рамки на една домашна инвазија. Во која жанровска формулација и да го сместите делото, нема да сгрешите за тоа што поседува чинители од сите нив. Символиката на глуварчето има значајна улога во филмот, со оглед на тоа што преку процесот на патеногенозата се мултиплицираат глуварчиња како клонови на иницијалниот примерок. Слична е појавеноста на мажите во селото, кои ги глуми Рори Кинер, од кои сите се некоја итерација на засебна емоционална состојба, без разлика дали е соголениот воајер, свештеникот, детето со маска или чудниот газда. Сите машки ликови се извајани од еден ков, меѓутоа се олицетворение на севкупниот спектар од микро до макро агресии на кои Харпер веќе е изложена во токсичната врска со насилниот и фрустриран сопруг, кој таа го напушта, а тој го напушта светот. Затоа е и впрегната паралелата од воведниот кадар на успорениот пад на сопругот на Харпер со одвеаните глуварчиња во ливадите. Библиска референција има за забранетото овоше за Ева во рајската градина, односно дворот на куќата, кај што дефилира соголениот маж кој морфира во битие, кој е налик преобразените мечки во Annihilation, е во дослух со природата и расте гранки на своето тело. Визуелните ефекти се искористени во летот на глуварчињата, кај што во поетичен манир го следиме како едно одлетува во амбисот на црнината на окото на мртвата срна. Да не опишувам колку е морничаво пресликувањето на лицето на Кинер на сите мажи во селото. Практичните ефекти се изведени со бравура, затоа што таму прободената рака споро се распарува со забодениот нож, што е ефективно изведено. Како што Портман во Annihilation имаше секвенции од филмот кои беа без говор, така и тука Гарланд ја обвива во молк 15 на минути во од филмот самата Харпер, тестирајќи ги границите до каде може да ја пролонгира употребата на диалошката форма и се изрази со помош на визуелната поезија или движење на ликовите низ простор, а при тоа да ја одржи јасна наративната насока и да не го застрани вниманието на гледачот. Бакли одлично се носи со предизвикот да биде заробена во атмосферичните бездни на Гарланд, да се огледува, да се плаши, да бега, но и да се соочува. Две рамништа на некомпатибилен солипсизам забележуваме кај Харпер и кај машките ликови, кој е доведен до екстреми.
детето со пластичната маска во селото игра витална улога за первертирање на шовинистичкото окружување, затоа што гледачот ќе согледа дека дефицитарни се жените во местноста, па женската маска малтене е некаков нивен субститут. Со афирмативност тврдам дека љубителите на данската Kingdom на фон Триер или јапонскиот Гозун на Такаши Мике ќе може да посведочат на едно мултиплицирано преродување на мажите во епилогот, што е впечатливо решение кое сведочи за тавтологијата на преносот на едно постоење, ехо, ново различен облик, кој ќе се сведе на ликот на сопругот, кој што бара љубов од својата сопруга. Харпер е нем нављудувач на трансформацијата, но прашањето е дали има љубов за давање за агресивните мажи во незиниот живот. Постојаниот соработник на Гарланд, кинематограферот Роб Харди, веќе се докаже како снимател кој остава за себе впечатливи кадри по кои што се памтат филмовите. Во новиот филм има јасна дистинкција на интензивното светло во флешбек секвенците во домот на протагонистката, наспроти живописната колор палета на зеленилото во руралниот предел, кај што е ситуирано действието, а снимателот умее да си игра со повлекување на фокусот на камерата, да ја издвои Харпер од околината, а екстремно широките планови се од помош да се долови волуменозност на недопрениот свет, а црвените ѕидови се само од помош за заробување на ликот во оваа надприродност. Од монтажерот Джейк Робертс се очекува да умее да го задржи вниманието на гледачот и да го стави во неизвестност на низот на непредвидливи сцени во кои потенцијалните напаѓачи, олицетворението на злото, може да ја нападнат рамката на кадарот од сите можни страни и добриот познач на вокабуларот на хорор жанрот ќе умее да ги предизвика гледачите на дуел со нивните нерви, а Джейк умее да ја напласти тензијата, но не може чудо да направи со антиклимактичниот епилог. Но затоа може да го обвиниме дека хорор елементите натежнуваат повеќе кон завршните чинови на филмот, додека во ведното мелодраматично минување низ стадиумот на губитокот и тагата го проголтува времетраењето на творбата, освен ако го занемариме факторот на соголениот воајер од почетокот на филмот, кој секогаш е таму кај што не треба, шетајќи се низ кадрите, без звучна назнака, делувајќи поморничово од кој да е холивудски жанровски филм со джампскер. За музиката на филмот се задолжени Джеф Бароу и Бен Селсбери, кои покрај музиката на филмовите на Гарланд ја компонираа музиката на прогонувачката ТВ серија Archive 81, а во музиката на филмот доминантна улога имаат хипнотичните гласови, кои прогонувачки виреат и се простираат низ филмот, подпомогнувајќи ја очуденоста на која цели авторот на филмот, но ја имаат функцијата на аудитивни демначи во звучните пространства, гласови од одекнувачки емоции, гласови кои ги загубиле нивните тела. Режисерот Алекс Гарланд својата кариера во филмската индустрија ја започна во раните 2000-ти години, но како сценарист на филмовите на Дени Бойл, односно на The Beach, 28 Days Later, Sunshine, од 2007 година, кога и има започнато да работи на сценариото на Мен. Сценариото на Дред, кој опишува во 2012 година, а 2 години подоцна го режира својот прв филм Екс Махина, во кој беа тестирани човечките квалитети на вештачката интелигенција, по кој го сними неговиот женски сталкер во 2018 година, Annihilation, кој го рецензира во видеологија. Од тогаш ќе создаде ТВ серијата Devs за истражување на замките на предодреденоста пред да го сними Мен, и по неговото снимање се нафати да го работи новиот филм Civil War со Кирстен Данст, кој има напишано и сценариото за Halo, но најверојатно некој друг ќе го режира, затоа што по завршувањето на Civil War се чувствува изморено и сака да се дистанцира од зад камерата и фокусира на пишувањето. До кога ќе може да се воздржи да не ги оживее своите светови и да дозволи некој друг да го прави тоа во негово име, ќе видиме, затоа што неговите филмови поседуваат една густа атмосфера со притаеност и недофатливост, додека гледачот продира во неоткриени имагинарни светови во кои е шмукан, со оддишка помеѓу кадрите, дозволувајќи им на силните женски ликови да го осознаат светот и не дозволувајќи му на гледачот се да му биде сервирано на послужавник, туку оставајќи простор тој да се помачи да го прескокне јазот помеѓу седиштето и платното, за да ја воспостави корелацијата со филмот. И покрај невозбудливата конклузија, односно завршницата која го заокружува последниот стадиум на прифаќањето на губитокот и продолжување со животот, не знам дали ќе биде посечив вкус овој филм, затоа што конфронтацијата не води кон кој знае каква пресметка, туку до согледбата до која треба да дојде Харпер, кога ќе престане да бега од напаѓачите,
и ќе сослуша што имаат да и кажат, што не е адекватна награда за чудовишната визуализација која претходи. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа беше дистрибуиран од A24, кои исто така застанаа зад претходните филмови на Гарланд, организираа лимитирано прикажување во кинорепертуарите пред да заврши на стриминг платформите непосредно по прикажувањето во кино. Ова е филм за справување со губитокот на сопругот за кого нема повеќе љубов за споделување, со кого не се гледаат повеќе со истите очи. Неговите фрустрации се мизогини олицетворенија во засебни телесни облици, кои ја прогонуваат девојката, која до крајот на животот ќе мора да се носи со неизбришливата дамка, која ќе остави сопругот во незината свест, човекот кој умира за љубов, иако не е способен да љуби. Додека овие сознанија се канализирани низ рамките на жанровската кинематографија на Алекс Гарланд. Ако морам да го еволуирам, тогаш од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 233-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!